Здраво, Шкорпи! Здраво и добре дојдовте овде, каде ги заедно ќе ги толкуваме пораките кои ни ги испраќа таротот за вас и месец септември. Значи, добре дојдовте и сите вие кои имате некаква Шкорпија во својот живот, сакате да видите, да чуете што се случува во нејзиниот живот. И ајде велам повторно заедно, затоа што без вас пораките немаат смисла, вие сте тие кои можете да им го најдете местото во својот живот, затоа што ова се генерални пораки, зборуваме за многу од вас, зборуваме за многу полиња од животот, така да се што ви има смисла, обидете се да го интерпретирате онаму, да го ставите онаму каде што му е местото, се што ви нема смисла, тоа порака за вас не е, не ја обрнувајте внимание. И да не должиме, да започнеме, но пред да започнеме само едно кратко подсетување, не заборавајте, предплатете се, кликајте на копчето subscribe, бидете дел од сето ова, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, тоа многу ни значи. Ајде сега да видиме што ќе се случува во животот на Шкорпиите во месец септември. Значи, месец септември ќе биде месец претежно со чувство на недостаток, чувство на разочарување, чувство дека чашата е половина празна, чувство дека нешто нам не ни се исполнило. Сега, зошто се јавува ова чувство? Некоја работа или пак некоја личност, значи за сите вас ќе биде различно, за некој од вас е ситуација, за некој од вас е човек. Нешто е во стагнација. Се случило некакви расправи, се случило некаков конфликт, се случило нешто неубаво и оваа личност, ако е личност, сега се повлекува. Ако е ситуација, тоаш се повлекува повторно, значи таа ситуација едноставно ги затвара вратите сега за вас. Меѓутоа, се надевам, знаете дека е привремено. Ако не знаете, тогаш еве јас ви кажам, привремено е, значи немојте толку да вложувате емоции. Колку и да го зборувам јас ова, вие сепак ве гледам дека ќе вложувате многу емоции на разочарување. Нешто оваа ситуација или оваа личност со незиното повлекување вас ви уништила некакви надежи, некакви фантазии, ве чува во разочарување, ве чува во состојба на загуба. Мислите дека се е загубено, мислите дека е крај, до толку вие ова големо го гледате, иако не е за така. Меѓутоа, нема што да се прави, септември ете, така ќе се чувствувате. Иако не е толку големо, вие ќе го замислувате како дека е крај на светот. Нешто во средината на месецот, нешто ќе се појави. Ќе се појави некаков зрак надеж. Може би многу мал, меѓутоа за вас толку голем и значаен, исто, подеднакви, значи како што ја гледавте ситуацијава толку трагично, така сега и овај мал знак надеж ќе го гледате како нешто големо, нешто огромно. Многу ќе ви значи овој знак надеж, затоа што за вас тоа значи придвижување на оваа ситуација која е во стагнација, придвижување на комуникација, ако запрела некаква комуникација, тоа е знак надеж за вас. И она чувство кое го имавте до сега дека што ви требаше, зошто вака мораше да биде, разочарани сте, мислите дека се е против вас, мислите дека овие борби и проблеми не завршуваат и никако не ве оставаат. Ете тоа чувство ќе го сменат, значи овој зрак надеж ќе го смени тоа чувство, малку ќе се придвижите кон напред, иако кажав е мало и само почеток, меѓутоа ќе ве води некако, ќе заземе правец. И оно што вие не го знаете е што се случува на другата страна. Значи што се случува оттаму од каде што доаѓа ова стагнација, доаѓа ова изолираност, доаѓа ова повлекување. Ете таму, ако е личност, ако се работи за личност, може би е стрелец, може би е лав, може би е
Овен може би пак некоја особа со карактеристиките на овие знаци, некоја креативна личност, некоја личност која ви даваше многу ветер во грб, нешто од тоа. Како и да е, за сите ќе биде сепак различно. Значи, што се случува кај таа личност? Таа личност е повредена. Таа личност се чувствува измамено. Таа личност се чувствува дека вие со вашите постапки, со вашите расправи, со она што вие и го приредивте, и ги уништивте надежите за добар и спокоен живот. Некако иднината таа си ја замислуваше многу помирна, многу поспокојна. Вие некако со вашата енергија, со некои постапки, со некои зборови, со некакви расправи и ја уништивте и сега таа личност тагува. Немој да мислите дека не се грижи, таа се грижи премногу за ситуацијава. Ситуацијава исто толку ја обзема како и вас, подеднакво исто, меѓутоа се повлекува, затоа што таа личност очигледно не сака многу драма во својот живот, сака работите да бидат помирно, потивко, поспокојни и токму затоа е повлечена, се лечи самата себе си во изолација. Ако е ситуација, ако не е личност, тогаш таа ситуација има нешто што не го знаете тука, има нешто што не го знаевте и токму тоа што не го знаевте, го испуштивте или прерано реагиравте или предоцна или избрзавте или пак воопшто не реагиравте, токму затоа се затворени некои врати. Токму затоа. Меѓутоа, ситуацијата е тука, не може да се наруши. Нарушен е моментално балансот, нарушен е моментално некој процес, привремен, како што споменав на почеток. Меѓутоа, таа ситуација, основата на таа ситуација е стабилна и ќе остане стабилна. Само треба ова нешто да се помине, овој некој процес да се заврши и ќе биде добро. Добро ќе биде вие да не многу да не бидете нападни, да не бидете напорни, да не избрзувате, да не бидете избувливи. Чекајте, некако почекајте, работите, нека се стивнат, па ќе реагирате. Ќе имате време доста за реагирање. Оно што ќе се плашите, месецов е да не стане претешко и пренапорно, затоа што станува некако полека пренапорно за вас. Ова чекање, ова разочарување станува претешко и тоа се вашите дополнителни стравови да не стане неподносливо, да не можете и да го издржите. Но не грижете се, вие имате силата, ќе можете да го поднесете сето ова. Единствено кажав, единствено само ако се согласите да го понесете товарот и да ја понесете обврската. За некои ќе биде да ја понесе товар, некакви обврски треба да ги прифатите. За некој од вас пак ќе биде да си ја поднесете одговорноста за своите постапки и акции. Исходот од сето ова ќе биде многу добар, ќе биде навистина многу добар, меѓутоа само ако имате трпение, ако не избрзате. Ако случајно пак за некој од вас во сето ова се работеше, сето ова беше поврзано со здравјето и може би имавте некакви здравствени потешкоти, таа ситуација многу ве разочаруваше, ве плашеше, ве загрижуваше. Јас колку што гледам е тоа дека може би ќе мора да се случи тој некој хируршки зафат, меѓутоа со самото тоа вие ќе се ослободите од некаква мака, физичка мака, болка, болест, што и да е. Исходот е одличен, значи кога зборуваме за здравјето, воопшто да се не грижите, едноставно прифатете тоа што ви се нуди, тоа што ве советуваат, прифатете го, не бидете тврдоглави и работите ќе бидат добри. Очигледно септември месец ќе ви биде тешко да излезете од оваа ситуација на разочараност, колку и да се обидувате, значи едноставно реалноста ве плаши, а реалноста сами ја креираме сепак, значи
што е добро? Добро е да почнете да мислите позитивни да ви бидат, да мислите на убаво и работите ќе се придвижат и самите во таа насока. Сега други од вас постои опасност дека ќе влезете во некаква расправија, во некој конфликт, во некакви проблеми, меѓутоа со некоја моќна личност, многу помоќна и поголема од вас очигледно. Сега, за сите различно ќе биде, некој од вас самите ова ќе си го приредите, самите ќе влезете во ова, а други од вас пак доаѓа на кај вас. Овој човек едноставно сака нешто, сака некаква расправија со вас, сака некаков конфликт. Многу е веројатно дека самите ќе го направите ова, барајќи нешто од овој човек. Може би сакате нешто повеќе, зависи за што се работи, може и во љубовта да биде, може и во работата, вие ќе побарате нешто повеќе од овој човек, но она што не чини овде е начинот на кој го правите тоа. Вашиот начин е многу неосмислен, значи избрзан, избувлив, негативен, со негативна енергија влегувате во ова, со многу оштри некои зборови и тоа може да го иритира тој кон кој го пласирате ова барање, така ќе речам. Значи може да го налутите, да го иритирате, начинот не ви е добар и да, ќе се согласи на тоа што го барате, ќе се согласи на вашите потреби. Меѓутоа, внимавајте затоа што тоа негово согласување може да биде всушност да ве вас на крајот вие да се чувствувате дека вие сте изгубиле, а не сте добиле со ова. Не знам ова што ќе значи за сите поединечно, меѓутоа внимавајте на кој начин се обраќате на луѓето, внимавајте што барате, колку барате и дали тоа што го барате на еден убав начин. Очигледно септември месец треба да внимавате сите вие на зборовите, на мислите, да бидете поблаги, никако да не избрзувате, да не бидете оштри, да не бидете избувливи, затоа што другите луѓе може да се навредат, може да се налутат, може да ги вознемирите, се може да биде. Некои од вас пак, тие што сте во некоја ситуација која завршила, става на крај, тоа е факт, точка. Меѓутоа, во септември месец ќе добиете некакво потреба, чувство, инспирација да погледнете што има тука останато, а може да се спаси. Во сета таа ситуација, во сето тоа, може би постојат две нешта кои може да се спасат и јас ве гледам како се обидувате да ги вратите во живот, да ги одржите во живот, може би сами, може би со партнерот, ќе го правите тоа и колку и да е на прв поглед невозможно, другите може ќе мислат, невозможно е, јас не знам зашто и воопшто се трудите, зашто тоа го правите, да, на прв поглед изгледа така, меѓутоа, вие ќе успеете и ќе покажете на другите што сте можеле, навистина сте можеле од ништо да направите нешто, од нешта кои биле веќе изгубени, вие повторно да ги вратите. Меѓутоа, кажав, не се, туку очигледно две нешта, една работа или две работи од сето тоа може да спасите и ќе го направите тоа. Некако многу убаво ќе се чувствувате заради ова што сте го направиле. Не е можеби кој знае што, кој знае колку, меѓутоа веќе вие се чувствувате многу убаво заради сето тоа, заради успехот. Драги шкорпи, тоа е тоа за сега, јас се надевам уживавте и до следното. Чао!